Благодарам, почитуван председателя. Почитувани граѓани, денес го разгледуваме извештајот за работата на Македонската радио и телевизија за 2011 година. Македонска радио телевизија. Се надевам дека се сеќавате сите колку некогаш тоа мокно звучеше кога ќе се каже. Каков престиж беше за младите новинари да успеат да влезат и да се квалификуваат за стажирање во Македонската радио телевизија, а камоли да добијат тамо работно место. Скоро половина од сега искусните новинари кои што се веќе уредници во различните медиуми ја започнале својата кариера и се едуцирали и надградувале токму работејќи во МТВ. Таму почнали и се едуцирали и огромен број на сниматели, на монтажери, на камермани и на новинари кои што сега се основа на работата на медиумите во Република Македонија. И од едно такво звучно име денеска гледаме состојба која што е навистина жална. Гледаме партиска програма за која што плаќа секој граѓанин на оваа држава без оглед за кого гласал, и тоа плаќа најмалку 2 пати и преку радиодифузната такса и преку парите од буџетот кои што се трансферираат до МТВ, а се собираат од граѓаните. А доколку имате и тезга на пазар, или возите такси, или имате здравствена ординација, ќе плаќате и по трет пат, благодарение на радиодифузната такса за трговци поединци, која што оваа влада ја воведе. Изгора на сето тоа, денеска ни се доставува извештај во Собранието на Република Македонија која рефлектира оваа жална состојба и од нас се очекува да го гласаме, иако пола од работите наведени во него се во блага рака небулозни. Навистина сметам дека веќе не може вака да се функционира, почитувани граѓани. Ќе почнам од третата реченица во извештајот за финансиското работење на МРТ во 2011 година. Таа вели, цитирам: покрај 24-часовното дневно имитување на програмата на првиот и вториот радиопрограмски сервис и на првиот ТВ програмски сервис, на кои се емитуваат дневно информативна програма, културна програма, детско образовна, научна и така натаму, МРТ емитува и 24-часовна програма и на сателитските програмски сервиси на радио и ТВ. Навистина не знам кој очекуваат да поверува во ова. Значи, јас сум убедена и секој од вас што ќе се обиде да уклучи МТВ2 не во 1 час од пополнок, не во 2 часа од пополнок, доволно во 12:15 да пуштите МТВ2 и она округлото знакче со пиштечкиот звук да ви ги дупне ушните тапанчиња. 24-часовна програма на вториот радиопрограмски сервис немало не се сеќавам од кога. Така е сега, така било и во 2011 година сигурно. Се обидев да проверам на веб страната на МРТВ дали можеби на првата програма е различна состојбата. И замислете како завршува програмата најавена за следнава недела, а така било и минатата година. Последна емисија во 23:30 која што почнува е Ако е со Чом. Следниот ден последна емисија, последна програма во 23:20 што почнува е снимка од фудбалски надпревар од Европското првенство. Значи тоа може да трае максимум до 2 часа, да речеме, со се продолжетоци ако има. Како тогаш има 24-часовна програма на МТВ1? Или можеби на веб страната решиле да не ја објавуваат, бидејќи нема потреба граѓаните да знаат која е таа 24-часовна програма. Можеби јас не сум најмеродовна да говорам што се има на МТВ1, бидејќи навистина не ја ни следам, имајќи во предвид што се емитува на ваква една партиска телевизија на која што не можеш да видиш ништо друго освен тоа што владата сака. Кога веќе ја спомена веб страницата на МТВ, ја отворив после тоа веб страницата на Хрватската радиотелевизија чисто за споредба, бидејќи програмските шеми на Хрватската радиотелевизија, која што исто така е државна, со нашава не се споредува. Споредбата на ХРТ со МТВ делува како споредба на Space Shuttle со запрежна кола. Истото е и со веб страната на Хрватската радиотелевизија со нашата. Она што ми падна прво во очи е фактот дека таму страницата започнува со еден линк кој што вели за нас.
И тука можете да најдете и кој е раководството на МРТВ, и кои се уредни на Хрватската радиотелевизија, и кои се уредниците, и кои се членови на совет, буквално сите информации од слободен карактер кои што граѓаните би требало да ги знаат. Се обидов истото да го најдам на веб страницата на МРТВ. Не можеш да најдеш ни кои се раководство на Македонската радиотелевизија, ни кои се уредници, ни кои се членови на совет, основните информации. Обидувајќи се по линковите да најдам барем дел од информациите, дојдов до линк инфо, на кој што се надевав дека ќе ги најдам ваквите основни информации што треба да се знаат. И таму успеав да најдам само итни телефони, кој е телефонскиот број кој треба полиција, брза помош, пожарна, некакви соопштенија, тендери и слично, меѓутоа да се обидеш да најдеш на веб страницата на МРТВ кој е раководството, кој е тој што одлучува за тоа што ќе го гледаме, а сме го платиле во најмала рака 3 пати, не успеав да најдам, нити пак знам на кој начин може да се информирам. Во делот од бројките во финансискиот извештај нема да навлегувам, бидејќи не се сметам за финансиски експерт. Она што мислам дека треба да го потенцираме фактот дека за 2011 година МРТ има добиено неповолно мислење од Друштво за ревизија Цензум Доел Скопје. Значи, овластениот ревизор дава неповолно мислење поради значењето на прашањата објаснети во претходниот пасус, финансиските извештаи не ја презентираат објективно финансиската состојба на ЈП Македонска радиотелевизија. И можеби јас не сум експерт, меѓутоа сметам дека ревизорите се. Заради сето тоа не ми е јасно како господинот председател на Советот на МРТ не убедува дека они така постапувале само затоа што ги следеле законите на Република Македонија. Па ревизориве по кои закони работат? Ако може они според истите тие закони да дадат неповолно мислење, не можам да сватам како може Советот да го прифати ваквиот финансиски извештај, повикувајќи се повторно на истите закони според кои што од оние што се стручни добиле негативно мислење. Исто така, ако ги сублимираме бројките, излегува дека на приватни продукции за снимање на документарецот кој што се емитуваше на МРТВ по повод 20 години од независност исплатени се неверојатни 1.230.000 евра. Или, почитувани граѓани, според пресметките, една епизода ги чини граѓаните 60.000 евра. Или 1.000 евра за секоја минута од документарецот. Навистина не ми е јасно како може толку да чини една продукција. Дополнително, како ангажирани соработници и консултанти при снимањето на документарецот се истакнати членови на ВМРО ДПМНЕ, советници, портпароли, вработени во МРТВ на раководни функции кои што земаат веќе плата од МРТВ, како и пратениците Илија Димовски и Александар Спасиновски, кои што во 1990 кога почнувала независноста, имале по 10 или 11 години. Очигледно е дека МРТВ наместо парите на граѓаните да ги троши за навистина да им пружи програма каква што заслужуваат, напротив, повеќе од 50% од буџетот им е собран од џебот на граѓаните преку радиодифузната такса, но за жал не ги трошат за да пружат нешто навистина кое што ќе го задоволи критериумот на македонските граѓани. И да не се разбереме погрешно, за програмскава шема и за партиското функционирање на МРТВ не се виновни вработените во најмала рака. Не се виновни ниту новинарите, ниту камерманите, ниту монтажерите. Проблемот е што раководствата кои што оваа влада ги става немаат политичка волја. Напротив, имавме увиди и со двојни директори, и со донесување на странци директори со огромни плати кои што работеа во МРТВ и за жал програмската шема не се подобри. Се надевам дека во некое идно време ќе се обидете барем на вработените кои што си ја знаат работата, да им дадете доволно простор и можност на рад да се обавуваат професионално и сигурна сум дека на тој начин програмите на МРТВ во најмала рака ќе бидат барем дупло пошаренолики и поинтересни за граѓаните на Република Македонија. Заради тоа сметам дека владеачкото мнозинство треба да се одважи заради доброто на граѓаните ваквиот извештај да го одбие и да прати сигнал дека вистина крајно време е МРТ да заличи на некоја од околните барем
државни радиотелевизиски сервиси, да не говориме за некои од европските. Благодарам. Благодарам, господин